Со овој амандман ние предлагаме да се обезбедат дополнителни 5 милиони денари за стабилно функционирање на националната СОС линија за жртви на семено насилство. Сметаме дека националната СОС линија, која впрочем е прва линија кога жртва на семено насилство тука се обраќа за помош, за жал денес функционира со трошки кои не ги покриваат реалните потреби за нејзино стручно функционирање. Од тоа што успеав да најдам, во минатата година за ова национална СОС линија биле обезбедени околу 1,5 милиони денари, иако таа треба да биде достапна 24 часа дневно, 365 дена во годината, со обучени оператори кои примаат повици од лица кои се наоѓаат буквално во непосредна опасност. Особено сметам дека треба да се зајакнат капацитетите, затоа што ние во континуитет, за жал, гледаме дека имаме една епидемија на семејно насилство и во континуитет гледаме како потфрлаат институциите кога се работи за жени, за деца чиј живот е во опасност. Односно, сите статистики покажуваат дека семејното насилство кај нас не се намалува. Во 2025 година беа евидентирани дури рекордни 4745 пријави за семено насилство врз жени. И сега додека бројот на жртви расте, за жал државата и понатаму ја финансира националната СОС линија со средства што овозможуваат нејзино одвај функционирање и при тоа голем дел од средствата кои се обезбедуваат за ова национална СОС линија се обезбедуваат преку некои проекти кои се временски ограничени или зависат од одредени донации. Апсолутно сметаме дека безбедноста на жените, дека животот на жените не може да зависи од волјата на одредени донатори, туку треба да се обезбеди институционална заштита. Значи со овој предлог од 5 милиони денари, што сметам дека буквално во еден ребаланс кај што говориме постојано за милиарди суми, ова е сума која е на ниво на статистичка грешка и нашата цел впрочем е да се обезбедат достоинствени плати за операторите кои секојдневно се на линијата за да спасат човечки живот, психолошка и стручна поддршка, да се обезбеди непречено функционирање без зависност од странски донатори, обуки и лиценцирање за операторите, како и промоција на линијата за да стигне до секоја жртва, затоа што јас сум убедена дека еве и тука во салава да прашаме кој е бројот на ова национална СОС линија, пола од колегите нема ни да знаат и ја впрочем и тука не ја наоѓам вината, јас се наоѓам вината дека едноставно институциите воопшто не вршат промоција на сите оние алатки кои имаат за цел да ги заштитат жртвите на семејно насилство. И причината за тоа е едноставна, затоа што за жал ние постојано хронично штедиме од најранливите категории. Јас денес тука прашањето тука кое едноставно ќе се наметне дали ова парламентарно мнозинство ќе признае дека животот и безбедноста на жртвите едноставно вредат повеќе од мој канцелариски инвентар, затоа што ние не можеме да игнорираме дека имавме во низа неколку фемициди, каде видовме дека токму оние кои беа први на линијата за да постапат по пријавите за семено насилство, токму тие не постапија и затоа сметам кога ние имаме очигледно отсуство и на одговорност и кај Министерството за внатрешни работи и кај основното јавно обвинителство која треба да се постапува со еден со вакви жртви од семено насилство и кога Македонија едноставно е за жал трета земја во светот по број на убиени жени од нивните партнери, јас апсолутно не сметам дека треба да се крати, туку треба дополнително да се инјектираат финансиски средства, затоа што кога ќе се случи трагедија, постојано ние слушаме дека системот е крив, но системот е, ова ние тука денес што го гласаме и што го дискутираме, системот е најголемиот финансиски документ на една држава, тоа е буџетот и впрочем преку овој буџет тоа е огледало на тоа кои се приоритетите на една влада и дали приоритетите на една влада е да имаме еден изграден систем за заштита на жртвите на семено насилство или ќе градиме систем каде животот и безбедноста на една жена е поевтин и од канцелариски инвентар. Јас затоа ќе апелирам до парламентарното мнозинство да го прифати овој амандман. Ви благодарам.